Благодарам председателке на комисијата, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана пратеничке која што го образложивте овој амандман. Веднаш на почетокот да ви кажам дека во вашето образложување кажавте само една вистина, а тоа дека Кавадарци е индустријски, најразвиен град и втор град по извоз во Република Македонија. Испуштивте да кажете дека е еден, односно најголем град во делот на земјоделието. Кога станува збор за гасификацијата на општина Кавадарци, според мене, најдобро, најлогично е овој амандман да го повлечете. Причината која е? Пред неполни 3 недели формирано е новото јавно предпријатие Кавадарци газ во општина Кавадарци со управен одбор и со сите негови органи кои што ќе функционираат, така да овој амандман кој што јас го предлагав во изминативе 4 години во опозиција, власта тогашна предводена од СДСМ заедно со нивниот водач Дуј ги одбиваше овие амандмани. Еве, ние да не чекаме на власта во тогаш предводена од СДСМ и Дуј, како општина Кавадарци изнајдовме средства, начини и модели да ја отпочнеме гасификацијата на општина Кавадарци. Првиот дел, односно, првиот дел ќе биде до Западен булевар, а потоа со деталната мрежа, разводна мрежа, ќе се опфати комплексот по кавадаречки кажано новиот центар, каде што сите висококатници, односно стамбени, колективни стамбени згради ќе добијат овој газ, а потоа следуваат и сите јавни објекти на територијата на општина Кавадарци и овој проект мораме да знаеме дека нема да биде завршен во една година, ово е повеќе годишен проект, така да општина Кавадарци, како што кажавте, како најразвиена по индустрија, најразвиена по извоз, јас би кажал и најубава општина во Кавадарци, ќе го добие гасот без разлика на вашиот амандман. Најдобро е според мене да го повлечете овој амандман. Кавадарчани ќе го добијат гасот во периодот кој што следи. Средствата се обезбедени. Фала.